Арапската философија се поистоветува со философија на исламот. Коранот за верниците во исламот представува основна духовна, социјална, правна и етичка книга. Трите главни струи во исламот се следните. Хериджити сметале дека калифот треба да биде избран слободно од верниците. Секој верник може да биде водач. Шиити, верска и политичка струја, според која само Али и неговото потомство имаат право на калифатот. Сунити не ги прифаќаат идеите на другите две групи и се придржуваат непосредно кон Божјата објава. Првите појавени теолошко-философски правци се мутазилизам, строги рационалисти, ашаризам, ортодоксна исламска теологија, Ихван ал-Саф, етичко-духовна заедница, и суфизам, верска посветеност и морална строгост. Првиот арапски философ бил Ал-Кинди, живеел од 801 година до 873, еден од другарите на Мухамед. Во делото Расправа за првата философија дал дефиниција на философијата. Философијата е сознание за реалноста во рамките на човечките способности. Ал-Фараби живеел од 870 година до 950, така наречен втор учител, по Аристотел. Ги поврзува религијата и философијата, кои имаат една цел – да водат кон разбирање на светот и животот. Најпознат арапски филозоф е Ибн Сина, живеел од 980 година до 1037, со латинско име Авицена, најуниверзален мислител на своето време, лекар, создал филозофски систем кој бил доминантен неколку века. Според Ибн Сина, Бог е вистина, добро, љубов и живот. Арапската философија ја достигна неголемата височија на запад со мислителот Ибн Рушд од Кордова. Живеел од 1126 до 1198 година. За него има три вида на луѓе. Философи докажуваат, теолози пренесуваат официјално учење и обичен свет разбираат само со примери и литературно искажување.